Нова епизода со Давор Панчевски, Dave's Kitchen. Добро дојдовте на Телма телевизија. Давор веќе е во подготовка со новиот рецепт или во оброкот на денот, доколку не следите на Телма, во неговата фантастична кујна, одиме со лиснато со малини и шлак. Така што малку ќе направиме отстапки од оние досега солени деликатеси кои што ги направивме. Овој пат во кујната на Dave's Kitchen ги готвиме овие благи деликатеси. Добро ми дојде повторно на Телма. Добро ве најдов и поздрав до сите гледачи на Телма телевизија. Прекрасно, во овие утрински мигови за стартот на денот правиме нешто со лиснато тесто. Да. Сега, ги имате и како готови кори да се купат и така натаму. Ги знаеш да си ги правил сигурно сами овие. Да, си ги дефинитивно имаш се подготвени. купува нели од она здиплено лиснато тесто, се расукува во потенка верзија, се витка во хартија за печење и секогаш кога ќе ни треба можеме да имаме веќе сролано, да не се прљаме во кујната со многу брашно кога нешто треба на брзина да подготвиме. Да. А инаку пошто е комплицирано да речеме овој тип на тесто, кај треба да внимаваме? Ако го правиме from scratch, нели, од почеток, треба да се внимава во диблењето, маргаринот или путерот со брашното, односно нели да се направат тие листани слоеви кога ќе се лади и тој процес е малце по-комплексен, досаден и нели побавен за сите, меѓутоа кога веќе имаме нешто што можеме да си го купиме, а да го сработиме полесно дома, можеме да го скратиме времето за подготовка. Супер, претпоставам дека не бара многу време и овој рецепт. Не, така? Брзо се подготвува, се сече на коцкички, значи самото тесто, ајде одмак ја започнеме да го започнеме процедурата, значи на половина. Во моментот објективот на Телма тоа го фаќа, значи лиснатото го делиме вака на линии, а потоа правиме коцки. Одлично. И практично секоја си е своја приказна, така? Секоја си е своја приказна, а на крај ќе искочат овие коцки триаголници. Сега, бидејќи ако ги поклопиме вакви какви што се, ќе се залепат и нема да ни се разлистаат убаво, па затоа ние мора да ги премачкаме со малку растопен маргарин или пак путер. Така, што ми се најдома, што имате? На едниот дел само, кај што ќе се преклопува е доволно да се премачка, значи не цела коцкица. За да не се залепи нели при печењето. Одлично. Брза е постапката, процедурата е брза, а сигурно сум дека со помош на четкичка вака со малце, значи околу 1-2 лажици ни треба маргарин. Колку само да се направи оној слој кој што ќе ги подели триаголниците на половина. Ајде ми даде го мекост. Сега следи делот на преклопување. Така. А потоа го префрламе овој оформен триаголник во тавче обложено со хартија за печење. Ќе печеме на 220 степени, веќе загреана релна, што повеќе тоа подобро ќе се разлиста, значи многу жешка треба да биде релната. Супер. Одлично. И овие триаголници откако ќе се испечат, ќе се разлистаат, па потоа ќе почекаме 10 на 15 минути малку да се изладат, а потоа ќе ги наполниме со шлак и со овоше по вкус. Сега ќе започнат јагодите, може да се користи малини, може боровница, значи, било кој овоше. Освен лубеница и виња. Тоа не би била комбинација. Мала шега, меѓутоа да мислам дека шумското овоше би било идеално. Идеално за овие, да. Да, идеално. Доколку сакате можеби нешто поексклузивно, може да ставите, претпоставам дека можеби нешто потропско. Може рибизли, може манго, може папаја, значи папајата, така е. Оставаме нели на вкусот на гледачите. На вкусот на гледачите и секако она што го имате дома на располагање, секако што се вели може и со јаболко да го направите апсолутно се. Да. Може и со банана сечкана. Супер, да, така е. И нормално за да изгледа убаво кога ќе го послужиме, гранчињата нанесе секогаш тука да додадат дополнителен колорит и да имаме една убава презентација на самиот десерт. Како што кажавме, само додека ги правите овие лиснати, благи кои што ги имаме денеска со Давор, претходно само нека ви биде добро загреана и рибната и еве ги, овие. Додека се печат можеме да го изматиме нели шлагот, меѓутоа има време за све, ќе се подготви шлагот, додека се ладат исто така може да се направи да се измати шлагот и да се наполнат во средишниот дел оној разлистаниот дел кај што ќе нараснат. Супер. Го имаме благиот деликатес, лиснати со шлак и чинам дека шумско овоше ставаме, така? Овоше, да, по вкус, како имаме, така. Што имаме, да. Уште еднаш посетуваме во овој сегмент.
само очекуваме сега да нараснат на температура од колку е? 215 јас ја наместив, Отприлика. меѓутоа од 200 до 220 може да се варира тоа самата температура. Се печат околу 15-20 минути да разлистаат убаво. После ги оставаме Малку да се подизгладат, може и сега бидејќи поладно времето надвор на тераса за 10 минути ќе бидат готови. Одлично. Средишниот дел со помош на нож ќе го одвоиме и ќе Го пополниме. пополниме со изматен шлак. Сега шлагот ќе го подготвиме со давар. Овде ни се потребни давар 3 кесички за шлак и 370 мл млеко. млеко. Го правиме шлагот за Сега нели најчесто шлагот се мати со миксер, меѓутоа може и рачно да биде тоа со една ваква шица па за има ли матење. поголемо уживање. Сега имаме различни субститути кои што ни се некакви помагала како нели домакински апарати. Малку трае подолг процесот кога рачно матиме, меѓутоа имаме осет колку треба густо или поретко да изматиме самиот шлак. Веќе почнува да се згуснува. Тоа ќе биде дефинитивно пак убав процес. Аромата во кујната има од се помалку, овој пат еве сега веќе доминира и шлагот. За да биде шлагот уште повкусен, јас некогаш додавам една лажичка мед, исто така малку цимет или пак екстракт од ванила. Една од тие три работи Додаваш? го менува самиот вкус на шлак пената. Колку појако и подцврсто матиме, толку подцврст ќе биде нели шлагот и ќе стои на самите лиснати. Супер. Веќе Веќе се стегнува структурата, почнува да се стегнува. така што додека вам ви се печат лиснатките во рерна, вие ќе си го подготвите шлагот и практично веќе ви значи се игот. Е готов. Одлично. Овошето може да го измиеме, меѓутоа пред да го нанесеме, да не биде мокро, значи го оставаме на крпа или пак на кујнски брисач, за убаво да се впие целата влага. Воден талог. Да, воден талог. А потоа се нанесува на шлагот, бидејќи од самото овоше може нели да си пушти сокови, па да не изгледаат убаво лиснатите. Јасно, супер. Ова ни се благите деликатеси подготвени да се декорираат и наполнат. Еве го процесот, ни треба само шлак кој што претходно го рачно го извадивме со давар. Со помош на лажиче Прекрасно. ќе ги наполниме вака, нели, колку ни дозволува големината на самите триаголници. Ќе ставиме малинка 2 И тоа ќе се и нормално ќе декорираме малце со нане. прекрасно, браво. Дефинитивно секој пат си бил крал и на декорациите. Како И изгледа? имаме брз десерт. Брз десерт, еве ќе го направиме процесот, кажавме уште еднаш рецепт кој што денеска ни го нуди како дел од оваа едиција, блак, лиснатите со шлак и овоше, во случајот не рековме со малини. Сега ќе започнат наскоро и јагодите, меѓутоа може да се, нели, да се игра со вкусовите и со Апсолутно. Ако сакаат, можат гледачите да ги нарозат одозгора со нешто? со мрвици оние шарени кои што Така се е. со чоколадни капки, исто така може, значи Така е. со сецкани јаткасти плодови, например со сецкани лешници би било интересна декорација и плюс ќе додаде крцкавост на самиот десерт. Така е. Чоколаден прелив за љубителите на чоколадо, а може да се сервираат и со топка сладолед, летно време. Тоа ќе биде комбинација. Апсолутно. Може и две овошја да се комбинираат, например тука би додал или киви или пак банана сечкана. Има и шареноликост Да има и- која што ќе така. изгледа и атрактивно за декорација. А инаку рече давор за оние кои што еве сега може да не пуштате на филма, може да ставите внатре во шлагот Мед, цимет или пак екстракт од екстракт од ванила. ванила, за да има некаков нели таа блажина или пак ако сакате малку да доминира некој вкус поинако. Еве ни го и последното овој пат и подготвено за вашите пријатели за дегустација. Опа. Фантастично. Ете така. Убаво декорирано. Се надам дека ќе уживате. Јас тебе ќе ти заблагодарам како што секој пат Телма телевизија ја прифати да дојде во твојот дом. Благодарам за поканата и секој што добродојдени да снимаме нешто вкусно, брзо и За еден месец ни доаѓаат пролетните убави деликатеси и вистински ќе уживаме сега. тогаш ќе ви дојдам малце јас во студио. Со задоволство. Со задоволство да знаете. Така што во овој случај, бон апетит, на здравје!